Протестите и револтот на граѓаните дадоа резултат. Владеачкото мнозинство иницира постапка за законски да се зголеми безбедноста на граѓаните по смртта на 22-годишната Фросина Кулакова, која минатата седмица беше покосена на пешачки премин во Скопје. Владеачкото мнозинство во насока на подобрување на законската регулатива ќе побара до уредување и до прецизирање на истата. Време е за сериозни чекори и системски решенија. Безбедноста на граѓаните мора да ни биде приоритет на сите, а тоа значи промени во законите кои што ќе обезбедат заштита, превенција и ефикасни институционални реакции. Порачуваме и повикуваме до сите дека намерата за стручна и експертска дебата е приоритет и како владеачко мнозинство нема да дозволиме политизација на оваа тема. Јавната дебата ќе се одржи в петок и од неа треба да произлезат насоки за подобрување на законската рамка во делот на безбедноста на граѓаните. Јавниот револт се зголеми откако се утврди дека возачот, 20-годишниот Васил Јованов, немал возачка дозвола, возел со 130 км на час, бил под дејство на алкохол, но и дека претходно извршил кривични дела за кои судот го пратил во поправен дом, а не во затвор. Ви информирам дека денеска донесов одлука да ја разрешам од членство во работна група во Министерството за правда судијата, чие име ја бранува јавноста. Судијата беше дел од работната група која е формирана во декември 2020 година за измени на кривичниот законник. Ова го правам со цел да не се дискредитира процесот кој што е започнат за потребните суштински реформи во правосудството. Загриженоста ја упатувам затоа што сметам дека крајно време е надлежните институции да покажат дека се подготвени да преземат мерки со цел лоцирање на виновниците и нивна евентуална одговорност. Дел од политичките партии бараат судиката да биде разрешена. Судски совет да ја разреши судиката што го ослободила возачот убиец, а јавното обвинителство да отвори истрага за истата. Возачот убиец кој ја усмрти младата Фросина Кулакова дента наместо во возило требало да биде во затвор. Ако судиката Даниела Алексовска-Стојановска наместо во поправен дом го испратила во затвор, како што според закон и требало да постапи. Судскиот совет засега е воздржан, велат дека ја следат ситуацијата. Да видиме кои се фактите на случајот и се ќе се оди во некоја си предвидена процедура. Значи може да очекуваме активирање на судскиот совет во целава работа. Ние будно следиме, да, цело време. Што не значи дека ќе отвараме некоја постапка против судивката или пак дека нема да отвараме. Така не сакам сега да прejudicирам. Јавното обвинителство вели дека се преземаат сите мерки за обезбедување докази за настанот. Обвинителството смета дека неспорно станува збор за кривично дело сторено со умисла. Токму затоа обвинителството во овој случај против осомничениот води постапка за најтешко кривично дело од областа на безбедноста на сообраќајот, изјави денеска јавниот обвинител Љупчо Коцевски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.